Со моќен изглед и полно технологии, новиот Seat Leon со својот персоналитет ги зачини нештата во групата Volkswagen. Предниот дел со вертикалната маска со нов дизајн, кој кон крилата визуелно е растегнат со тенките светла, е уникатен не само во класата, туку и во гамата на Seat. Спортските отвори за воздух во браникот со изложените светла за магла го дополнуваат впечатокот дека Leon е направен да се додвори и на постојаните и на новите купувачи. Динамичниот стајлинг продолжува низ мускулестата силуета на задниот дел, на кој погледот го приковуваат светлата со црвена LED лента развлечена по целата широчина. Приказната во внатрешноста повеќе или помалку е очекувана, со мала забелешка дека дигиталната инструмент табла би можела да биде поголема. Управувачот е спортски засечен од оздола, а трендот на изфрлање на копчињата поддржан со мултифункционален централен дисплеј со кој се контролира скоро се во возилото. А тоа според димензиите порасна во однос на претходникот. Должината е зголемена за 86, а меѓускиното растојание за 50 мм на задоволство на патниците на задните седишта. Поголем е багажникот, но само кај караванската Sport Tourer верзија. Моторната понуда скоро целосно е превземана од Golf, што значи дека започнува со еднолитарскиот TSI со 90 конски сили. Над него бензинците стратешки се распределени се до максималните 190 коњи, а дизели има само 2, со 115 и 150 конски сили. Место нив понудата е дополнета со две mild хибрид бензински варијанти, спарени исклучиво со DSG трансмисија. Голема новост е плагин хибридот со 204 коњи и електрична автономија од 60 км, а понудата ја заокружува верзијата со погон на природен газ со 3 резервари кои обезбедуваат автономија до 440 км. Продажбата на новиот Leon ќе започне во втората половина од годинава.